Драг Зоран, дами и господа, навистина сум среќен, како и комесарот Хан, што сум денес во Скопје, затоа што долго време не сум го посетил, од 2003 тако. Добро се сеќавам што е навистина своевидно злодело. Другото злодело што туку ќе се случи затоа што за еден час треба да ја напуштам земјата и ќе одам во Албанија, но сакав да кажам дека она што се случува во Западен Балкан, односно во овој град и во оваа земја, е тоа што вашата земја е географски дел од Унијата, но ќе одам и подалеку затоа што земјата е и дел од историјата, која што си има вашата собствена историја, која што ни е добро позната, но исто така и европската историја. И станува збор за помирување на историјата и на географијата. Тоа ние го направивме со новите земји членки и ќе го направиме и со вашата земја. Вашата земја која што добро разбра дека Европската Унија не е само заедница на економски интереси, туку е пред се заедница на вредности. Тоа е важна димензија во европската изградба. Затоа што ние не сакаме да правиме неутрално економии, туку сакаме да ги приближиме луѓето кои што ќе споделуваат заеднички вредности. Навистина сум среќен да забележам дека вашата земја, особено последните години, постигна напредоци кои што ќе ја овозможат уште повеќе да се приближи до Европската Унија. Вие спроведовте реформи кои понекогаш го зачудија и светот за продлабочување на вредностите кои што од една страна треба да си останат ваши, но со Бугарија успеавте да склучите пријателски договор, што ја зголеми репутацијата на вашата земја во Европа, и сакам овде да ја истакнам храброста на вашиот премиер, која што ја зголеми репутацијата на оваа земја. Што се однесува до името на земјата, не би сакал ништо да кажувам, затоа што на вам ви останува да си го решите тој проблем со вашите грчки пријатели. Јас минатиот петок за време на Европскиот совет во Брисел разговарав со грчкиот премиер Ципрас за да и му кажав да остане на веќе отпочнатиот пат и можев да забележам, стигнувајќи на аеродромот, дека нешто се сменило во однос на целокупната состојба и состојбата од претходно. Не дојдовме овде за да ви соопштиме датум за почеток на преговори, туку да ви кажеме дека сте на добриот пат и ако продолжите на тој пат кон реформите, за неколку месеци ќе овозможите на Европската комисија, на Советот да му препорача отворање на преговорите за приклучување во Унијата, но се уште не сме дотаму, затоа што предстојат уште чекори кои што треба да се спроведат во врз база на сопствените заслуги на секоја земја, а вашата земја има многу сопствени заслуги. Значи, може заедно да направиме многу работи, големи работи, ако останеме силни. Инаку, навистина, се извинувам што сум краток во мојот говор, затоа што треба да се видам и со председателот на државата, а ме чекаат и во Албанија.